Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Ви посакувам добре дојде и ве поканувам и ова утро да не следите од почеток до крај. Се повеќе луѓе, односно семејства, живеат и имаат домашен миленик, маче или куче, а милениците одамна не се само животни во домот, туку дел од секојдневието, дел од емоционалната поддршка и дел од семејството. Но со љубовта и грижата кон миленикот доаѓа и одговорноста, како правилно да ги заштитиме, кои болести се најчести, дали постојат ризици за луѓето што никогаш не треба да занемариме кога станува збор за грижата за домашниот миленик. Токму затоа зборуваме за сезонските опасности, за паразитите, дали некои болести може да се пренесат на луѓето, но и она што е најважно, одговорното сопствеништво, доколку веќе сте одлучиле и имате миленик во домот. На оваа тема утрово разговараме со доктор Иван Јанакиев, доктор по ветеринарна медицина од ветеринарната амбуланта Ветин. Добро утро, доктор Иван, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, Билјана. Добро ве најдов и благодарам на поканата, на моја огромна чест да бидам дел во оваа емисија, каде што главна тема е здравјето на човекот, а ние ќе разговараме за одговорноста и што е тоа за да се има миленик. Така, рековме малку поинаку, да, фокусот го ставаме ние на здравјето на луѓето, меѓутоа и здравјето на домашните миленици е многу важно, бидејќи се повеќе семејства во својот дом имаат домашен миленик. Сведоци сме секојдневно дека милениците веќе стануваат член од фамилијата, член од семејството, живееме сите под еден кров. И сега тука сите заедно треба да го одржиме тој биоритам, да се заштитиме и ние како луѓе нашето здравје преку здравјето на милениците. Така, домашните миленици, посебно кучињата, се тие кои што ни ја даваат безусловната секојдневна љубов. Така е. Во право ли сум тука, бидејќи секојдневно нели сте во контакт со семејства кои што ви го носат миленикот, така дали на редовни контроли, редовни вакцинации или пак едноставно кога ќе се појави некој проблем. Тоа е точно. И ние како доктори по ветеринарна медицина на работа ќе појдеме стресно. Сега ќе ги видиме кутрињата, тие нежни фаци, мачиња исто влеваат енергија. И скоро сите што доаѓаат, кои ќе дојдат, многу често имаме ситуации, ќе речат никогаш не сме замислувале миленик дома, но сега веќе не можеме да замислиме без него. Влева самиот миленик, кутрињата, мачињата, влеваат позитивна енергија во куќата. И не само тоа, значи има хармонија, има разиграност, има статистички податоци каде што е докажано, посебно кај што живеат со мали дечиња, дека мали дечиња кои живеат со миленици, имаат поголема отпорност, подобар имун систем во борба со некои понатамошни заболувања. Така да тоа е се докажано и точно. Така. А можеби и децата на некој начин ја учат и одговорноста од мали нозе, така, бидејќи имаат за некого за кој што треба да се грижат, па таа грижа понатаму или одговорности. Точно, миленикот треба да се нахрани, да се прошета, децата го превземаат тоа, најчесто знаат да искивираат, секој пат паѓа тоа на родителите, но пак го гледаат тоа и сваќаат како обврска. Така, велиме, емоционална поддршка некогаш ни даваат, кај повозрасните се надминували осаменоста некогаш. Многу често. Доколку имате миленик? Да, многу често. Возрастните, кои што знаеме како младите заминуваат во странство, останале сами, наоѓаат решение во имање миленик. И тоа има ефект 100%. Значи имаат друштво, домот не е осамен, има со кој да се види, има кај да прошетат. Сведоци сме по аеродроми гледаме на патувања, кучиња за емоционална поддршка. И точно е кучиња како што го имаме и на нашиот аеродром Скопскиот. Така, имаме кучиња за придружба, имаме кучиња за слепи лица кои што се дресирани, кои што можат да ги водат и нормално да функционираат лица со хендикеп. Така да тоа е се точно и поддржано и докажано секојдневно. И уште една придобивка, физичката активност и кај сопственикот. Доколку имате дома миленик, куче, кое што си има одредена своја рутина така на прошетки, ќе бидете и вие физички активни во текот на денот. Секако. За шетање куче на сабајле навечер бара активност и тоа кутренце секој пат може не знае колку му е доста, така да најчесто сопствениците со нив се физички активни. Ќе спомнам еден пример, другари мои вика земавме куче, се приметивме дека немаме никаква активност, така да имаат сега можност на сабајле и навечер пред спиење да излезат барем да прочетат. Така да сите тие придобивки се огромни. Да. Но кога веќе одлучуваме да имаме миленик, мораме да сме одговорни сопственици и се што тоа опфаќа ќе слушнеме во разговорот, веднаш по првиот блок реклами. Останете со нас и следете не до крај.
Со доктор Иван Јанакиев, доктор по ветеринарна медицина од ветеринарната амбуланта Ветин, зборуваме за грижата за домашните миленици, што се подразбира таа грижа. Во овој пролетно-летен период, кога веќе времето е топло, кои се опасностите или ризиците за домашните миленици? Од што треба да ги заштитиме и како да ги заштитиме? Убаво прашање. Со будење на пролетта се буди природата, се будат инсектите од нивна хибернација и треба ударно да ги заштитиме нашите миленици од надворешни, па и од внатрешни паразити. Спомнав дека сега за време на пролета тоа го правиме ударно, но ќе напоменам дека со променетите климатски фактори заштитата од надворешни и внатрешни паразити треба да го правиме континуирано во текот на цела година. А една успешна заштита од овие паразити е само континуирана заштита. Но даваме акцент сега на пролета, затоа што луѓето најчесто собствениците приметуваат дека кутринјава при прошетка фатиле крлеш, фатиле болва, закачиле некој чуден инсект и доаѓаат кај нас да прашат, да се едуцираат во поглед на заштитата од овие паразити. Покрај тоа што ние при секоја вакцина, секој преглед тоа го кажуваме. Ја кажуваме програмата како да тече, но ќе напоменеме битни моменти. Сега кога изборуваме за паразити, секогаш има нови собственици кои имаат многу дилеми, така е. Да ги разрешиме, а да знаат како вистинското да го направат. Точно, и за новите собственици и за собствениците кои веќе имаат, да се потсетиме за тоа што некој слушнале нешто, па слушнале друго, но науката оди напред, имаме нови производи и сето тоа. Кога зборуваме околу паразитите, ќе напоменам дека имаме надворешни паразити кои што паразитираат на крзното и кожата кај домашните миленици и внатрешни паразити кои што паразитираат во внатрешноста на организмот, најчесто дигестивниот тракт, а таму можат да се преселат и да мигрираат во други висцерални органи внатре. Тоа е сосема друго, за друга тема, но ние ќе збориме за заштитава. За надворешни паразити најчесто прво што ни паѓа на памет се болви и крлежи, но не се само болви и крлежи, тука се и комарците, имаме песочни муви. Исто моментално сега ми текнува, пошто е сезона на цветање на борот, не е паразит, но е инсект кој што се вика боровчетник, мора да бидеме многу внимателни. Имаше на социјалните мрежи денови да го видовме. Така е, тоа е инсект кој што мигрира од боровите, прави штети кај борот, но е доста штетен и за кучињата. Не знам што има во тој инсект, ама ги примамува кутрињата да го јадат. Има јак отров, јак токсин во себе, кој што предизвикува страшни лези, улцерации, некрози на првите контактни места во устната шуплина. Најчесто страда јазик, непца и слично, така да советувам собствениците да внимаваат кога шетаат во предели кај што има борова шума. Тоа е инсект за кој што за жал не можеме да се заштитиме од него, тоа е контактен, значи делува контактно. Но веднаш да се забележат промените, така и ако се забележи некоја таква промена да се точно, најчесто кучето почнува реагира во болка, тоа е болно и многу често веднаш не се случува, тоа случува кога ќе се вратат од прошетка, имаме страшно лигавење, оток во устата, кучето е летаргично паднато, болно и нема апетит. Но се гледа тоа, значи устата е цела модра, течат крвав исцедок и треба да се реагира веднаш. Ама има решение? Има решение. За жал, местата кои што се зафатени, ние имаме неколку миленици кои што го поминале тоа, остануваат некротични. Имаме кутре кај што фали дел од јазикот, имаме кутре кај што му фали дел од усната. Но се живее без со тоа. Во поглед на надворешните паразити, како што спомнав, болви, крлежи, крлежите, секако, крлежите. Сите ќе дојдат, леле, видовме крлеж, видовме болва, точно. И тоа не е само психогениот момент, него има и зашто. Сега заштитата од нив, имаме многу производи денес, благодарејќи на време во кое живееме, имаме огромна палета на производи кои што делуваат против овие надворешни паразити. Имаме ампуларна форма, имаме таблетарна форма, имаме ремчиња, имаме и спрееви. Ампуларните форми се најчесто пластични пипети кои што содржат течност натре, активна компонента која се нанесува на кожата директно на миленикот. Тоа после се расширува преку слоевите на кожата и го заштитува миленикот во рок од 4 до 6 недели. Ние секој пат викаме 4 недели, не повеќе.
И повторно, кога ќе помине тој период, повторно треба таква ампула да се стави. Лесно ќе може собственикот да ја нанесе ампулата, нема да направи грешка, оти секогаш велиме дали ќе го постигнеме ефектот ако ние го правиме или докторот ветеринар да го направи. Често поставено прашање, дали ние да го ставиме или собствениците. Тоа не е ништо, не звучи ампула. Многу често луѓе во идат викат, чекај сега ние како ова е ампулат, како треба да го аплицираме, треба да го боцнеме куќето или што. Не, тоа се само пластични пипети, меки, кои што се кршат на врвот и се истиснува. Битно е да се истисне на кожа, не да се посипе врз крзно, затоа што мора да дојде во контакт со кожа. Најчесто избран дел на апликација на тие места е меѓу плеките или на завршетокот на вратот, а тоа е избрано место каде што куќето не би можело да се сврти или мачево, да го спомнеме, да се лиже. Мачињата се тие што најчесто се лижат кога ќе осетат нешто страно на нив. Тоа место е предвидено дека е најбезбедно за да се аплицира таа ампула. Само се накапува во една линија од 5-6 сантима и се остава. Кога нели прашуваат собствениците што можат да сгрешат, викаме да не се втрива, зашто самата пипета и покрај тоа што се направени меки на врвот, може да направат иритација, па да направат некоја површинска ерозија од самата течност. Така нанесена е правилно нанесена и штити. Сега и покрај тоа што секој пат собствениците ќе стават и ќе дојдат и речат, абе ставивме ампула, пак има болва. Се случува и тоа. Тие ампуларни формулации не се прават стаклено звоно на миленикот за болвата да не може да скокне. Болвата ќе скокне, ќе дојде во контакт со средството и ќе угине. Значи краток е периодот кај што болвата би останал или крлежот на миленикот. Кога немаме успех со ампуливе, имаме таблетарна форма, тоа се таблети за џвакање, џвакачки таблети, миленикот ги јаде, имаме и за кучиња и за мачиња и штитат од болви, крлежи. Не ги спомнав и шугарциве, овие таблети штитат и од демодекс и шуга, исто заразни болести, паразитарни инфестации кај кучињава. Ослободува активна компонента, се шири низ телово и ги штити исто, од 4 до 6 недели во зависност. Се препорачува, пак ќе кажам, еднаш месечно. Лесни за давање, се опишуваат како џвакачки, но често собствениците не идуваат на проблем како ќе го дадеме, горчи, плука. Па тука сме ние, имаме начини како да... Некогаш пробувате на секаков начин да го излашете, нели, миленикот куќето, ама едноставно знае дека нешто не е храна и дека не е нешто што него му е примамливо и вкусно. Така е. И ќе ги напоменам ремчињата. Имаме ремчиња за долготрајна и континуирана. Како начин за заштита, лично ги препорачуваме, ми се допаѓаат, затоа што се ефикасни, ги носат се меки, не им сметаат на милениците и обезбедуваат континуирана заштита во рок од 6 до 8 месеци, зависи од производот. Не мора секој месец или на месец и половина повторно да размислувате дали сте заборавиле, дали сте го пропуштиле. Точно тоа. А стално им го кажувам тоа и на собствениците, ставаме 8 месеци смераат, затоа што со овие ампули или таблети, нели како што спомнав, мора да ги даваме, треба да ги даваме на секој месец. Ако забравиме 5-6 дена е доволен период да се наполнат кучињава со болви или крлежи. Но сепак на крајот оставате собственикот да одбере што ќе сака да примени како заштита за својот миленик. Така е, нивна. Ваше е да ги информирате? Ние ги информираме и за среќа и наша и нивна слушаат совети, затоа сме ние овде и имаме успешна заштита. Сега имаме инциденти, но па после дополнуваме со некој од овие. Тоа е околу заштитата болви, крлежи. Би ги спомнал и комарците, кои што многу често кога ќе ги спомнеме кај нас во амбулантиве, собствениците, па што комарциве ги боцкаат ли кучињата? За жал да. Кучињата се боцнати од комарци, а уште пострашно е што комарецот е преносител, е вектор на едно паразитарно заболување кај кучињата. Тоа е дирофилариозата или срцев црв кај кучињата, природен домаќин е куќето. Се среќаваат случаеви и кај мачките. По статистики сега имавме убав семинар во Белград, специјалист во таа област спомна дека има веќе случаеви евидентирано и кај луѓето. Но, како што и самата болест кажува, срцев црв е точно паразит кој што паразитира 90% од својот животен век во бели дробови, но на крај се спушта во срце и прави лоша клиничка слика. Но ако комплетно го заштитуваме и го штитиме домашниот миленик, ја немаме опасноста. Така е. Околу болеста ќе зборуваме, нема да зборувам сега, сите можат да се едуцираат во нашиве амбуланти или во друга емисија. Сега ние целта да ние не дојдеме до болеста, значи, затоа ќе кажам во поглед да не ја фатиме оваа болест, ние секој пат препорачуваме
препорачуваме во топлите денови кога имаме комарци, заштитата од комарец или инфективната ларва од што го пренесува комарецот да се прави на секој 28 до 30 дена. Затоа имаме таблети кои што се комбинирани и делуваат против внатрешни паразити. Сега она внатрешно прочистување, така како што велиме. Кога некој подарува куќе па знае да напише внатрешно е прочистен, вакциниран или ред други работи. Така, ќе ги спомнеме и внатрешните паразити, али околу срчениот црв, значи секој месец да се дада или таблета што би делувала да не дојде до инфестација со срчен црв или ампуларна форма или пак каивче што би делувало против комарци, кои делуваат репелентно против комарецот. Битно е само да се фати тој период ради карактерот и начинот на развој на паразитот и преносот на инфективната ларва, да се направи тоа секој 28 до 30 дена. Ако ние тоа го правиме, ние сме сигурни дека куќето ни е заштитено во поглед од таа болест. Исто би ја спомнала, може и на прво место требаше да ја спомнеме, ама да не се исплашиме, е и песочната мува, паразит кој што го има веќе кај. Мислам, не е паразит, тоа е инсект кој што пренесува заразна болест леишманиоза или леишманија инфатум, зараза кај кучињава, може да се јави кај мачките и што е многу алармантно, многу пред се, е зооноза болест која што се пренесува на човекот. Затоа ние стално викаме. Ама кучето е како резервоар, така е. Така, преносот е на песочната мува. Тоа е многу добро поставено и кажано, кучето е резервоар и нели клинички се манифестира со болеста. Болеста има две форми, кожна и висцерална. Но многу често луѓето поставуваат прашање кучето ако ние го чепнеме ќе се заразиме или заразата не е со директен контакт, заразата е преку вектор, тоа е песочната мува. Таа песочна мува ако боцне заразено куче и боцне друго здраво куче може да го зарази или во најстрашно сценарио боцне човек и човекот е приемчив и има случаеви на леишманиоза според статистика од инфективни болести. Затоа ние за да не дојдеме до ова, мора да го заштитиме миленикот од таа песочна мува. Борбата со песочна мува е тешка и покрај тоа нели што се прават сите обиди да се прска против комарци и сите тие инсекти, но сепак ја има. Топлобранови, топли ветрови доаѓа од Африка. Ја има, затоа нашиот миленик треба да биде заштитен со тие некои производи. Ампуларна форма има, убав производ кој што е репелент на база на перметрин, каивчиња секако репелентно делуваат од песочната мува. Од поскоро време имам еден убав спреј на пазарот кој што е исто како аутанка и луѓево. Мислам дека Дефенсор се викаше, се прска неколку пати на кучето, најчесто во топли периоди пред прошетка. И е репелент. И утринска и вечерна, без неколку разлика? пати на ден, или кучиња кои што се, нели, чувар кучиња и слично, неколку пати во текот на денот може да се напрска и штити репелентно делува против таа песочна мува и акцент на тој производ е даден. Кога ќе дојдат овие многу топли денови, така? Се затоплува сега време. Веќе нема, пардон. Комарецот веќе го има. Комарецот веќе го има, така да, а песочната мува во топлиот период. Така, да. Оние за прочистување внатрешно сега, внатрешни паразити, на колку време дозата колкава треба да биде, зависи од големината на кучето, килограмите кои што ги има и дали ќе биде во поголем број доколку имаме и мали деца дома? Така е. Или комплетно иста е заштитата во семејството? Така е. За заштитата од внатрешни паразити исто мора да биде континуирана. Со внатрешни паразити немаме сезона, не сезона. Тоа мора да го правиме секој пат. Се препорачува за овие што се најчесто се валчестите црви или аскариди и од што сите не вади од памет се тениите. Има неколку вида на тении, но нас не е најбитна кучешката тенија или ехинококот. Затоа ние советуваме во зимниот време тоа да се дава на секој 3 месеци, континуирано, без разлика. Тоа што собствениците често викаат, абе ние го шетаме само до пред зграда, тоа нема врска и пред зграда куќето може да собере јајца од некое претходно куќе што не било заштитено и да настане таа цела фаза на развој на возрастни единки од овие внатрешни паразити. Зимно време викаме на 3 месеци затоа што се спречува тој циклус. Не дека таблетката делува 3 месеци, него оној циклус од ларва во адултна форма да се спречи на 3 месеци, а летниот период викаме секој месец
заради исто, пошто се почести инфестации со внатрешни паразити, но и обично тие таблет производи што ги имаме за внатрешни паразити комбинирано содржат и производ што штити од црчан црв. Затоа викаме на секој месец и тоа е убаво да се прави, ем го штитиме миленикот, ем се штитиме ние самите себе, затоа што јас стално викам на луѓето, кога збориме за нешто што можеме да фатиме од кучињава, не се да збориме болести од некоја стручна експертиза, се болови, крлежи и глисти. Во поглед на семејства кај што имаат мали дечиња од страна како родител и ветеринарен доктор, секој пат ги советувам собствениците, родители, тоа да го прават на месечна база, на месечно ниво. Нема пардон, тука сум строг и советувам тоа да биде на месечна база, затоа што дечињата се тие дома кои што имаат директен контакт. Ние возрастните ќе измиеме раце, ќе се пазиме, ќе го подбутнеме куд. Кај децава иде се во уста. Гушкање, ама јас сакам да се бациме со кучево, глеј што убаво ме лизна, сето тоа може да биде и со последици. Сведоци сме на тоа дека имаме секојдневен број на пораст и кај кучињава, па се евидентирани и кај луѓево. Еве они како природни резервоари на внатрешни паразити, конкретно ќе спомнам, како што реков, нешто што најмногу не плаши е кучешкава тенија. Кучињава се тие што ја имат, ги сеат јајцата, преоден домаќин на човекот. Во рурални средини кај што имаме кучиња кои што живеат слободно. Овие што ги чуваме дома, добро, ќе излезат ако случајно дојдат во контакт, добро, така? Да. Тогаш би било, ама ако е заштитено кучето, не мора да стравуваме од кучешката тенија. Ако ние секој и од сите други овие кои што ги спомнав. Така е. Сега ја наметнувам кучешката тенија како една зооноза. Да, ако и добро е да се знае, бидејќи и сега нели ние најчесто се плашиме, од кучето ќе фатиме кучешка тенија точно, но јас во разговори со доктори, хумани доктори, најчесто кучешка тенија се фаќа од јагоди и марула. Во рурални средини, како што спомнав, каде што ако се даде таблетка за кучето против внатрешни паразити, која ќе прими прва вакцина и после не му треба, верувам дека тоа ќе се смени. Значи веќе имаме кучиња кои што се или живеат во семејства кај што имаат и стока. Па тука уште е подобар кругот да се затвори со кучешката тенија. Се врши нужда, се сеат јајца, се наводнуваат тие површини, се сеат јајцата, доаѓа до површината кај што е марулата или јагодите и еве го кругот каде кој човек би фатил кучешка тенија. Значи добро да ги измиваме марулата и јагодите. Секако. Тоа би го нели тоа е делот во нутрицистите, али ние би спомнал еден наш малку потемелно миење, посебно за марулата кога станува збор, веќе и добро сме запознаени, така дека треба да се мие добро, затоа што интересантно е што во 21 век од статистички податоци. Не само од кучешка тенија, туку може да се пренесе. Да, расте бројот на заболени, мислам, инфестирани луѓе со кучешка тенија, така да ние како ветеринари ќе се трудиме милениците да ги заштитиме од тоа кучињава, па и мачињава. Така да, лајмската болест исто на кратко само таа е преку крлежите, нели? И секогаш овој период и со доктори инфектолози имаме теми за лајмска болест. Така е. Да бидеме внимателни кога шетаме во природа каде што се високи тревите за нас, а доколку имаме миленик да го заштитиме него за да се заштитиме и себе си. Лајмската болест е секој пат прва што ќе ни текне во поврзано со крлеж, мада кога ќе мислиме крлеж, како што спомнав на почетокот, психогено е крлеж страв, но има зашто е тоа, затоа што крлежите се исто резервоари или преносители тие крлеж векторски болести. Кај кучињата се ерлихија може и кај луѓе, анаплазма, бабезија и тука е лајмската болест која што се пренесува од крлеж. Сега кучето може да фати лајмска болест, да, тоа е борелија, но не е сепак пак како што спомнавме директен контакт или директна зараза на луѓето, тоа е ако крлежот боцне заразено куче, може да биде и стока овци. И боцне човек, тогаш може да настане инфекција со таа лајмска болест. Кај луѓево со драматични клинички слики, првично колку јас знам, не сум информиран околу областа кај луѓево, ама знаеме пошто и не информираат да се препознаат, се објавуваат специфични кругови во вид на мета на место на угод кај крлежот. Сега затоа ние викаме за да го спречиме тоа и кај милениците, а тој крлеж може да падне кога ќе се наполни крв, па да се закачи кај сопственикот, заштитата од овие производи. Сите овие производи делуваат бргу. Ние викаме дека сега пак ќе кажам, не е тоа дека крлежот би се одбил од миленикот доколку е заштитен со некој од овие производи, но
Во моментот кога ќе боцне, така е, да. крлежот ќе угине. Да. Докажано е дека за да едно куче се зарази од лајмска болест или ерлихија или анаплазма, треба да остане зацицан, значи забиен сисниот апарат во кучето повеќе од 48 часа за да би дошол тој трансфер. А ако ние бргу делуваме и го спречиме во рок од 2-3 часа со некој од овие производи, опасноста е скоро нула. Така да. Но опасноста од крлежи е генерално за сите во овој период кога се високи бојни тревите природата, мораме сами да бидеме и за себе лично одговорни, така кога одиме во природа, кога шетаме, да се заштитиме дали со подолга облека, а сепак леснат за овој пролетно-летен период, или пак едноставно да ги прегледаме оние најосетливи делови каде што крлежот би можел да се закачи. Се согласувам. Следува уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму, останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Овој дел со болестите кои може да се пренесат од кучињата на луѓето, можеме да го заокружиме, велејќи дека ако сме добро информирани, како собственици, ако сме добро едуцирани, не мора да се плашиме, така, и ризикот е мал, така, го штитиме кучето на тој начин, или нели мачињата, домашните миленици, на тој начин се штитиме и себе си. Освен заштитата еве од паразити, надворешни и внатрешни, од факторите кои што не обкружуваат, кој е другиот тип на заштита? Вакцинацијата подеднакво важна, секако, како и кај луѓето. Со заштитата од надворешни и внатрешни паразити затвараме еден циклус, но тука ние и заштитата од заразни инфективни болести. Кај кучињата, кога зборуваме за вакцинација кај нив, нели секако таа заштита од заразни болести ја правиме со имунизација преку вакциниве. На прво место би спомнал вакцинација против болеста беснила. Ја ставам на прво место затоа што е болест што кај кучињава и мачињава битна, и е исто болест што е зооноза, пренослива и на луѓе, сите тоа го знаеме. И исто така оваа вакцина ја ставаме на прво место затоа што е и законски одредена, законска обврскана. Секој собственик што има миленик е да го вакцинира својот миленик против болеста беснило еднаш годишно. Тоа е вакцина што се става за прв пат кај кучето и кај кучињата и мачињата, се спомнува во законската одредба и миленици од типот на феретки или ласици. Прв пат се става на возраст од навршени 3 месеци и 1 ден, значи многу е битно кога се става првата вакцина за да може телото да одговори, да створи соодветен убав имунитет против таа болест, и потоа според одредбата таа вакцина ја ставаме секоја година. Ова го правиме затоа секоја година мора да ги вакцинираме нашите миленици, затоа што ние како земја сме земја слободни од беснило и имаме среќа да живееме во земја што е слободна од болеста беснило. Тоа не е случај со некои земји во Африка или Индија, сме гледале милион видеа, тоа е страшно, и затоа секој пат советуваме да го одржиме овој статус, да се заштитиме од оваа болест. Затоа што во континуитет се одржува со оваа вакцинација против беснило. Така е. Ја мислам дека може ќе ја сгрешам бројката, да не ми замерат, ми само 2018 го добивме овој статус, затоа што уредно вакцинираме и немаме пријавено активни случаи кај било која животинска врста на болест беснило. И сега за да го одржиме ова, секој пат викаме дека мора да го направиме тоа еднаш годишно. Собственици им наидуваме на антиваксерски влијанија. Собствениците се малку скептичи зашто, како, што не навлегувам во тоа, но јас советувам и ги охрабрувам сите собственици тоа да го направат. Вакцината е мртва вакцина, тип на вакцина е мртва, нема никакви несакани дејства, единствено болка на убот која е можна, а штити многу. Штити многу. Тоа е во поглед на болеста. И е добро и за заштита и за квалитетот на животот на миленикот. Секако, така да мора да ние да го држиме. А и ако сакате да го изнесете надвор од матичната земја, така задолжително морате. Убаво и тоа да го спомнеме. Со тој пасош, чипирањето и вакцината против беснило. Така е. Услов за да еден миленик патува надвор од државава е да е чипиран, да има пасош идентификацијски и уредно ставена вакцина против беснило. А за понатаму, за излез од државата и прием во земја или на дестинација, ни е потребен и здравствен меѓународен сертификат што го издава ветеринарната инспекција. Тоа се тие патни документи, сега иде сезона на одмори, така да собствениците да го знаат тоа. Така да. Во тој здравствен картон и на миленикот, така, се закажуваат следните вакцинации или пак
што и да треба друго да се Тоа направи, е следно, така? така е. Таа е на секое доаѓање кај нас во амбуланта се прима вакцина, со секоја вакцина следи претходи преглед комплетен, се ставаат само на идеално здрави животни, се вакцинира кутрево и тоа е се. И на тој начин ние сме заштитени. Заштитени се милениците и ние човекот. Еден наш професор викаше медицината го лечи човекот, ветерината човештвото. Голема мисла, така да во поглед, во контекст со беснилово, така да тоа е тоа. Јас стално им викам на луѓе, во среќни сме што немаме беснило, ставајте вакцини. Беснилото е страшно. Така, вакцината против беснило, но и други комбинирани вакцини за други. Така, сега препорачана вакцина што можеме да ја ставиме кај милениците, кај мачињата. Ние тривалентната вакцина, што значи содржи 3 антигени, кои што би го поттикнала телото да створи имунитет против 3 заразни најчести болести кај мачките. А кај кутрињата имаме 2-валентна вакцина, 3-валентна и 5-валентна вакцина. Тие се најчесто ставани, што се ставаат по одреден вакцинален протокол на одредена возраст. Може да се почне веќе од 29-тиот ден и последователно се ставаат вкупно 4 вакцини и на тој начин викаме дека сме оформиле еден убав имун систем кој што ќе одговори против тие 5 заразни болести доколку телото дојде во контакт со некоја од нив. Исто се препорачува да се ставаат и тие еднаш годишно, за да го одржиме тој имун систем на миленикот. Сега ние сите сме сведоци, патуваме, гледаме, стално не прашуваат како во светот, во Европа тоа го прават на секои 3 години. Точно е. После 3 континуирани терапии, вакцинации, секоја наредна вакцина е на секои 3 години. Кај нас го препорачуваме, го предвидуваме еднаш годишно, затоа што ние имаме околина, средина, кај што имаме природни резервари, кучиња, скитници или малски миленици, кои што во споредба со другите земји, така состојбата кај нас е сосема поинака. Бројката е голема, се работи на тоа да се намали, тимот на лајка, активисти, ние ветеринарите, но тешка е борбата. Ќе се бориме, но сепак имаме ние разни во како да кажам во различни периоди од година имаме различни да не ги речеме епидемија, ама избиви на некој болести. Свесни сме за пред 2 или 3 години кога беше штенечакот. И затоа викаме еднаш годишно да одржиме ни еден колективен имунитет и кај нив. Така. Континуитет и во оваа заштита од паразитите, така и заштита од заразните болести, како што мислиме за нашето здравје, треба да помислуваме и да мислиме и да се грижиме за здравјето на милениците. Стерилизацијата не можеме да не ја споменеме, така? Кога велиме одговорно сопствеништво, да го нахраните кучето, да го прошетате, да му ги овозможите условите, кога веќе сте одлучиле да имате миленик во домот, морате да му го дадете сето она што му е потребно. Така, имање миленик е секојдневно прашање кај нас во амбуланта и кај сите од колегиве. И стално викаме дека не е тоа плишано мече, купи го, стави го. Или пак едно живо суштество што наполни му го канчето со храна и вода и готово. Имање миленик е огромна врска. Значи, од моментот кога ќе решиме, а затоа кога тоа го решаваме, треба го решиме во правиот момент, дали сме спремни, дали имаме услови. Просторно, физички и се останато, затоа што, како што спомнав, не е само храна и вода. Тоа подлежи прошетки, прегледи, заштита, како што спомнавме, внимание и сето тоа, а сега, кога доаѓа до тој момент, веќе се наметнува и прашањето стерилизација или кастрација на домашните миленици. Многу често е и тоа прашање кое што мислењата се поделени, апсолутно поделени, некои се за, и веројатно многу поделени мислења, така кај сопствениците. Значи, јасна е границата. Не треба или треба, ние од медицинска гледна точка секој пат советуваме да се стерилизираат и кастрираат милениците. Сега имаме миленици кои што се чуваат дома во стан, имаме миленици кои што се дворски. Целта на оваа стерилизација и кастрација е да се намали популацијата на несакано родени кутриња, кој што е единствен метод тоа да го направиме, и од здравствена гледна точка. Од здравствена, кога ќе речеме од здравствена гледна точка, зошто е важна? За самото куче или мач? Половиот циклус кај женките е 2 пати годишно и тоа се случува постојано. Трае малку подолго, мислам тоа се во 4 фази, може да трае од 10 дена до 14 дена, но тоа не е само моментот што го гледаме, инаку самиот циклус може да трае и до 4 недели, каде што се случуваат хормонални експлозии и дисбаланси, а и се случуваат промени внатре во урогениталните органи, посебно органите за репродукција, јајници и матка.
Сето тоа нели се имаме стварање на нови слоеви, чистење. Сега, во моменти кога тоа доаѓа, не доаѓа, настануваат промени од тип на инфекции и туморозни промени. За да не дојдат до тие инфекции и тие туморозни промени на мамарни комплекси, на јајници и матки, ние советуваме стерилизација. Женките, да ги спомнам и мажјаците, кај што исто битно и кај нив, оној полов жар, онаа полова возбуденост, кога ќе помине женка во циклус, ќе ги расее сите тие феромони, мажјаците се побудалуваат буквално, па имаме агресија, имаме повлеченост, сопствени паднал, бегање, имаме оние малски свадби, што ги викаме кучешки, за да се спречи тоа бегање и од тие бегања најчесто се тепачки борби, пренос на инфекции, рани и слично, советуваме да се кастрират, а исто и здравствена гледна точка. Сведоци сме на бенигни, малегни промени кај простата, кај мажјаци, разни туморозни промени на тестиси, торзии на тестиси, така. За сето тоа да го избегнеме, ние советуваме кастрација. Сепак многу позитивни аспекти кои што треба да ги имаме во предвид кога станува збор за ова, а многу од собствениците ќе речат може би ќе го смени карактерот мојот миленик. Ги плаши ли тоа многу? Ги плаши. Тоа е првата причина што собствениците најчесто не посегнуваат кон стерилизација и кастрација. Точно е дека се смируваат делумно, но не се смируваат од да дојдат да имаме стварно пличано мече дома. Се смируваат во поглед, мажјаците не стегнат после секоја женка. Женките не се агресивни кон други женки. Не се депресивни или хиперактивни за време на циклус. Значи се смирува онака до еден миленик кој што е стварно миленик. Да, значи они се супер и окей. Тоа дека ќе се смири и нема да биде истото куче не е точно. Нема да се здебели ако не му давате премногу храна. Тоа ќе го речев. И тоа велат, можеби ќе се здебели миленикот. Така, единствено што е можно, склони се кон гојазност, тоа е видно склони кон гојазност, но тука се иде преку уста. Треба да видиме ние свесни дека на тој миленик ќе му треба помалку храна. И покрај тоа што они покажуваат 24 часовна глад, точно е. Ние треба да го контролираме давањето на храна. Така да ние секој пат советуваме тоа да стерилизација и кастрација од медицинска гледна точка, оставаме собствениците да изберат за сега, но тоа треба да влезе во има законот. Сега некои најави за нов предлог закон околу тоа за стерилизација и кастрација, што ќе видиме како ќе биде, кој што ќе се содействува со законот за одговорно сопствеништво, кој што веќе действува и можам да кажам. Но ќе донесе и има во себе содржи многу промени. Нови. Така е, ќе оставиме да видиме треба да ги сменат работите, Ќе оставиме за следна прилика бидејќи дојде крајот, ни помина времето за емисијата. Многу ми е драго што бевте денеска и утрово во Фактор здравје. Ќе имаме почесто оваа пракса да зборуваме и за домашните миленици. Благодарам уште еднаш, беше чест да видам дел од оваа емисија. Така, благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.